ден, драги другарчиња. Јас и денеска во ова супер опуштено издание на Звезди и пригодни сум одлично расположена заедно со вас да споделам некои интересни работи кои што ги пронедел во една студија која многу ме изненади и да ви кажам право, не дека не ги знаев тие работи, туку едвај чекав да ја споделам со вас. Студијата се однесува на тоа дека во некој институт за здравје, човечкото здравје се разбира, се правило испитување да тоа колку често луѓето, поточно децата, ги мијат рачињата, и тоа мене на почеток ми изгледаше толку некако чудно, си викам, зарем е можно луѓе во светот, докторите со титули, па и научниците да се занимаваат се уште да се занимаваат со миење на раце, кога луѓето се качиле на Марс, ние сега се уште ќе зборуваме дека рацете требало да се мијат. Па тоа е толку нормално, па миење на раце се учи уште во градинка, сега наместо ние да зборуваме за некои поважни работи, ние само правиме истражувања за миење на раце. И да ви кажам, на почетокот многу се зачудив, ама подоцна кога прочитав зошто тоа било толку многу важно да се повторува и да се повторува и да се истражува и да се истражува, навистина се застрамив поради тоа што се зачудив. И сега сакам да ви кажам до кои сознанија дошле правејќи на таа студија. Прва работа до која дошле сознание било дека луѓето кои што ги мијат редовно рацете живеат подолго за дури 25% од луѓето кои што не мијат многу редовно раце. А 25% е навистина многу. Втора работа, дојдов до сознание дека било многу важно рацете да се мијат минимум 7 до 10 пати во денот, понекогаш и повеќе пати, доколку нешто сме правеле, сме излегувале повеќе пати од домот, сме влегувале во автомобил или можеби сме влегле во продавница па сме чекале многу предмети што ќе не пресретнат и така натаму. Трета важна работа, луѓето кои што редовно миеле раце 7 до 10 пати, речиси никогаш не се разболувале во текот на зимскиот период, освен понекогаш и тоа многу ретко. Уште едно сознание. Луѓето кои што миеле редовно раце не пиеле лекови, туку се лекувале на природна основа. Уште една важна работа. Луѓето кои што редовно миеле раце немале никаков проблем со справување на досадните бактерии кои што никогаш знаат да го нападнат нашиот организам и во него да си најдат уточиште дури по 5-6 години, бидејќи многу студии кажуваат дека има упорни бактерии кои што не сакаат да го напуштат нашето тело, туку сакаат таму постојано да роварат, да досадуваат и да не нервираат. Една многу значајна работа поврзана со миењето на раце е дека луѓето кои што редовно ги миеле рацете обично важеле за луѓе со добри навики, за љубезни луѓе и за многу грижливи луѓе кои што обично биле и многу добри во функцијата на родители. И последната работа која што ја открив, е поврзана со миењето на раце, е дека тие луѓе кои ги мијат рацете обично се поздравуваат многу значајно, значи му придаваат значање на оној со кого се ракуваат, дека имаат секогаш средени ногти, дека имаат уредна рака која пријатно мириса и дека се навистина многу внимателни кога контактираат директно со некоја личност. Еве можеби ова ќе ви изгледа некако чудно, ќе си речете што има врска ракувањето со миењето на рацете, но сето тоа е поврзано едно со друго, значи нашите манири, нашето однесување, нашите навики зависат од многу, наведум, банални работи на кои можеби и некој не ве опоменувал така често во нашето најрано детство. Затоа јас сега директно ве опоменувам
минимум 7 до 10 пати во денот да се мијат раце со сапун, за да бидеме добри личности, добри деца и се разбира што е најважно од се, за да не се разболуваме многу често и за колку што е можно да живееме подолго и поквалитетно. Сега сите на мијање раце, продолжуваме со вториот.